Напредува иницијативата за ветинг на припадниците на Министерството за внатрешни работи. Во фаза на изготовка е нацрт текст, велат надлежните. Идејата е во скоро време предлог закон за проверка на вработените во разузнавачките и безбедносните служби да влезе во собраниска процедура. За сега се разгледуваат варијанти како би се извел тој ветинг. Во план се комисии како на ниво на сектори за внатрешни работи, така и на централно ниво. Што е тоа што треба да офати ветинг процесот? Треба да ги офати сите вработени во Министерството за внатрешни работи, да разговараме за стручното образование, за нивниот интегритет, за имотната состојба и за евентуални криминални активности на одредени структури во Министерството за внатрешни работи. Ова што го правиме за Министерството за внатрешни работи, ова е иницијатива и према другите институции во државата. Тука се мисли на ветинг на сите институции кои имаат полициски овластувања, како и на јавното обвинителство и судството. Експертите повикуваат на креирање кредибилен процес на проверка и филтрирање на професионалците заради избегнување на ситуациите од минатото и поставување партиски кадри на чувствителни позиции. Припадниците на Министерството за внатрешни работи треба да се одликуваат пред се со професионален пристап кон работата, а тоа подразбира да имаме бескрајно чист процес на селекција на луѓе кои што ќе бидат подготвени да ја прифатат добро осмислената обука по европски стандарди, за да можат после тоа да се градат во Министерството за внатрешни работи. Полицискиот службеник мора да има интегритет. Интегритетот подразбира отпорност на било какви влијанија што не се предвидени во законите. Не создадеме инструменти со кои што правната држава ќе заштитиме од двете други власти. Нема да дадеме правна држава. За ветинг на разузнавачкиот сектор се залага и НАТО, чија членка наскоро ќе стане и Македонија. Кога ќе влезете во системот на разузнавање на Алијансата, не може да оставите луѓе кои во професионална смисла немаат чисто досие, велат за Гласот на Америка безбедносни експерти. Од Скопје, Владимир Мирчевски.